Владата и дефинитивно ги остави на цедило странските компании кои наместо поевтини одсега ќе плаќаат повисоки царини за производите. Рокот за привремената мерка за 50% попуст на дел од царините заврши на 1 јули, но од тогаш власта ги игнорира апелите на странските фирми за продолжување на мерката, односно изедначување на царините со оние во Европската унија. Наместо конкретен одговор од власта си ја префрлаа топката. Вице-премиерката за економски прашања упатува на одговор во Министерството за економија. Се правда дека имало законски пречки. Тоа прашање ќе го поставите до Министерството за економија директно, инаку има преговори со Стопанската комора, тоа министерство има разговори и сметам дека по завршувањето на овој период во кој што законски има пречки да се остварат тие права, дека понатаму тоа ќе се оствари. Претходно и министерката за финансии се правдаше дека компаниите навреме не доставиле барање, па затоа од владата не им излегле во пресред. Се запознав со барањето, бидејќи барањето било упатено до владата, до вице-премиер за економски прашања. Секако дека доколку ова барање е испратено согласно процедурата, јас пак ќе кажам, мора да се испрати барањето со економска оправданост. Изработува Министерство за економија, во согласно со Министерство за финансии се предлага ваквата мерка, бидејќи во овој период, како што кажав, не е возможно да се донесе автономна мерка. Инаку царинските стапки на 12 производи беа преполовени во период од 6 месеци. Сега се враќаат на старо и ќе бидат до 3 пати поголеми за оние што не важат во Европската унија. Алфа уште пред 10 дена го објави дописот на Асоциацијата на странски компании со технолошко напредно производство, кои бараат одговори од власта за да може да го планираат производството. И во период на криза тие се загрижени како во вакви услови воопшто ќе може да ја задржат конкурентноста. Во Македонија нема домашни компании кои произведуваат компоненти кои се вградуваат во производите кои натаму се извезуваат од Македонија и се увезуваат од земји членки на ЕУ, но често и Кина, Јапонија и други земји од далечниот исток и при увоз од овие земји се плаќаат непотребно високи и нелогични царини. Странските компании со технолошко напредно производство веќе алармираат дека се соочуваат со сериозни загуби поради пандемијата. Тие побараа грантови за големите извозни фирми, потоа 6-месечен мораториум за обврските кои ги имаат кон државата, кои произлегуваат од договорите за државна помош, како и продолжување на субвенциите за исплата на плати. Инаку инвеститорите имаат приходи кои достигнуваат до скоро 3 милиарди евра годишно, но и вработуваат 28.000 луѓе.